Дали знаете дека во Моноспитското блато кон крајот на Терциерот живееле мамути и диносауруси? Станува збор за огромно пространство од Стара река, Струма и Турија кои се разливаат кон Струмичката котлина. Блатото е остаток од некогашното езеро од пред 20 милиони години. Таму има 25 видови алги кои се важен фактор за екосистемот. Од риби може да се сретнат крапови, линеши, амури, црвеноперки и штуката, која уште се нарекува сладка ајкула. Овој споменик на природата подсетува на мала џунгла, која ја нема на други простори, не само во Македонија, туку и на Балканот. Ѓолот е активен преку цела година. Се буди напролет кога почнува да расте трската која се жнее во август-септември. Тогаш во ѓолот оди цело семејство и сардисува одреден простор. Што побрзо го заокружува, расекува еден појас од трска или рогоз и така го обележува за подоцна да си го жнее. Во Моноспитово секоја куќа има разбој за ткаење на рогозина. Дали знаете дека риболовот со помош на мандра е најатрактивниот риболов на Дојранското езеро, но е многу тежок и мајкотрпен. Во светот е многу ретко застапен како вид на ловење риба. За сега тоа е минато, но дали ќе остане така или ќе се обнови, ќе покаже времето. Работењето со мандрите е процес кој трае околу 6 месеци, почнува во октомври, а завршува кон крајот на март идната година. Со таквиот начин на риболов се ловат белата риба или црвеноперката и машкудан и белвицата, а многу послабо и гуџарот, перкијата и карасот. Една мандра може да биде поделена на 12 до 16 парцели, а колку време се обработува една парцела, зависи од бројноста на рибите и од временските услови. Штом се завршува една парцела, се подигаат лесите и таа веќе не постои. Кога ќе остане една парцела, последната, таа се нарекува мома. На момата се прави котец и кога ќе се пуштат пилците во момата, сите риби бегајки од нив одат во котецот. Рибарите со повлаја црпат рибата. Од една мандра порано се ваделе и по 50 тони риба.